допрете? Така, добро да ја взем. Нема, ние пак у вашата општина. И доколку е нацијата ја знам. Анекс, каде што се сместени просториите за кои ќе обслужи. 7 до 8 месеци. Енергетски ефикасна фасада. Со модерна ефикасна зграда, за да ги имаат на едно место сите. Со лесно треба да работите по план. Ние сме си дома, ние се. Почитуван министар за образование и наука Армен Радеми, почитуван градоначалник на Гази Баба Борче Георгиевски, почитувани советници од Советот на општината кои што сте денес овде присутни, почитувани наставници, професори, почитувани граѓани на автокоманд на Гази Баба. Секако првото задоволство е денеска што можеме од основно училиште да го објавиме законот и дел од законските предности на новиот закон за основно образование во едно од нашите основни училишта од нашата земја. Квалитетно решение на кое што работеа многу експерти, ни помогнаа многу меѓународни институции и навистина и моето, и вашето, и нашите деца ќе бидат задоволни со овој систем за образование, но пред се наставниците кои што буквално работниот век го поминуваат, учејќи ги нашите деца и пренесувајќи го нивното знаење. Верувам дека со тој закон ќе видиме во чекор со сите модерни европски земји. Но особено задоволството е и втората причина за сите нас, што сме денес овде присутни во рок од месец и половина во училиштето Вера Јоцик. Првиот пат бевме да означиме комплетирање на изградбата на ова училиште, а денеска сме овде да означиме почеток на градежни работи за изградба на новата спортска сала. Затоа што вложувањето во младите и во децата во времето на училишната возраст представува сериозен наш заеднички силен влог во еднината на нашата земја. Учениците кои што учат во училиштето Вера Јоцик ќе добијат навистина нова, модерна, мултифункционална спортска сала за една година од досега. Проектот е замислен да почне сега и за една година најдоцна да биде пуштен во употреба. Со тоа се отвараат огромни можности за спортување и за негување на здрави навики на учениците, децата и младите од општина Гази Баба. Оваа сала ќе биде одлично катче на кое спортските здруженија исто така, како и клубовите, ќе регрутираат и откриваат нови спортски таленти. Во салата која што ќе се тренира и игра мал фудбал, одбојка, кошарка, ракомет, гимнастика и многу други спортови, граѓаните на Гази Баба ќе имаат можност да се собираат на спортски надпревари и верувам ќе биде место за одлична дружба и забава за сите жители од оваа општина, па дури и пошироко низ Скопје. Училиштето Вера Јоцик е едно од 4 ново изградени училишта во последниот период, а во тек е изградба и на други 2 нови училишта. Од почетокот на изградбата на проектот за 145 спортски сали, ова е една од 15, како што рече министерот, кои што се градат во нашата земја. Гази Баба е една од поголемите општини и секако заслужува да го има својот примат. Нашата влада, владата на Република Северна Македонија, заедно со Министерството за образование и општините, работи интензивно за изградба на капитални објекти од секаков карактер во образованието, како едно од најважните сектори на функционирање на нашата држава, но секако и најважно и за граѓаните. Почитувани граѓани, остануваме силно посветени на вложување во човечкиот капитал, во луѓето и во децата, како наш првен приоритет и поттик да изградиме долгорочна одржливост на една силна економија, која што ќе отвара шанси и можности за сите. На самиот крај посакувам успешна градба на фирмите изведувачи, на мајсторите и работниците кои што ќе работат, на времена реализација на проектот и за една година граѓаните на општина Гази Баба и на учениците од школото Вера Јоцик, сите заедно да ги уживаат овие убави придобивки од новата спортска сала. Нека е со среќа изградбата на новата сала.